Се враќаме во студиото. Бишевац, некако ми се имам некако впечаток дека некако партиите кој да не се премногу активни околу избори, или така барем мене ми се чини, вие подобро знаете таму како одат тие кампањи и тоа. Денеска и председател на собранието Талат Џафери исто така повторно зборуваше и во контекст на собранието, вели од декември мора да почне таа техничка влада. Ако не почне, вика, ако гледаме дека тоа не се случува, дефинитивно вели изборите ќе се одложат. Мислите ли дека ќе има избори на 12 април? Тоа е едно прашање. И второ прашање, со каква понуда ќе отиде владата на тие избори? Што ќе понудат? Бидејќи очигледно дека цело време се зборуваме емисијата НАТО ЕУ, НАТО ЕУ и таа приказ да излезе половично. Па, токму, но за старт само една реченица. Да. Апропо искажувањето на Јовановиќ, јас околу силувањето би направил токму спротивното од тоа што го велевте. Значи, не мислам дека е добра тактика да ги пуштиме да отидат па да се враќаат назад. Мислам дека треба, точно е дека миграцијата е нешто процес кој трае, го имало, го има и ќе го има. Тоа не е спорно, но мислам дека први овде треба да ги создадеме условите преку образование, право, гарантирање на владењето на правото и преку подобро здравство. Све друго ќе доаѓа поред. Мора да се создадат тие услови за да тие видат дека нешто иде напред во оваа држава, за да си кажат добро е и онака не се парите клучната причина за иселувањето во овој момент. Верували или не, парите се меѓу последните причини. Многу ситуирани луѓе се иселуваат од државата. Токму поради тоа неказнивост, невладење на правото и лошите услови, инфраструктура. Што се однесува до изборите, ние сме веќе во практично во изборна кампања, да не ги затвараме очите. Тоа е, иако ги викаат средби со граѓаните или трибини, тоа е класични партиски собери и изборни митинзи, ако сакате. Не на отворено, но во сала. Дали, јас мислам дека нема да дојде до одлагање на изборите, мислам дека тоа би Зоран Заев тоа нема да може да си го дозволи, не сум сигурен дали уопште мисли, но еве, ако ме прашувате, мислам дека тоа би било погубно по него. Техничката влада, затоа е и ова одлагање практично, инаку ние можевме многу брзо да идеме на избори. По враќањето од Брисел, Заев требаше да си поднесе оставка да падне владата, во парламентот практично да се изгласа недоверба или прифати оставката и ние, ако сакате, можеме многу брзо до крајот на годината ќе бевме на избори. Но добро е што овој пат Заев не направи така, затоа што постои еден договор кој се вика Пршински договор и кој предвидува 100 дена опозицијата да добие неколку министерски и неколку заменички министерски места, за да може да го контролира тој, условно речено контролира тој процес на одвивање на предизборните активности. Мислам дека тоа е добро и мислам дека нема да има одлагање, иако, ако сакате, може би некои политички партии и субјекти би посекувале одлагање, но мислам дека тоа нема да биде добро за никого. Да. Добро, Јовановиќ, вие што мислите? Ја не верувам дека И со што мислите дека ќе настапи влада? Дека ќе нема избори, односно верувам дека на 12 април избори ќе има. Двете политички партии се влезени во кампања. Со што ќе настапи Зоран Заев? Ја мислам дека ќе настапи со она што веќе го почна. Значи, пријателствување со надвор и решавање на горливите проблеми дома. Судство, здравство, образование. Оптимиста сум на изборите и верувам дека пред се ќе бидат фер и коректни и се надевам дека повторно ќе му дадеме следните 4 години да ја владе ова. Но кога зборуваме за надвор, ово што го кажав, истото главниот адут на оваа владата, значи решавање Преспанскиот договор и договорот со Бугарија, значи НАТО и ЕУ, излезе дека е половичен. Значи го добивме НАТО, но ЕУ не го добивме Па не и видете, не знаеме тоа. Кога ние велиме дека го добивме НАТО се уште не е добиен, треба да се завршат Добро, сите техничка е ратификации. само. Значи, кога велиме НАТО, тоа значи дека земјава од една руска губернија која што има источњачки влијанија во овие 20-30 години, дека ќе влегува се помалку и помалку кон западниот цивилизиран свет. Значи, идејата на НАТО не е само некоја воено
милитаристичка алијанса, него тоа е курсот на земјата се врти од источна сатрапија во некаков релативен Ќе биде прозападен доволно силен просперитет. датум без датум, доволно силен аргумент Значи, без датум. ако влеземе во НАТО, следниот чекор ќе биде влегување во Европската унија. Тоа е. За едно 20 години, веројатно, по овој терк, ако до тогаш Европската унија успее да се реформира на начин на кој тоа Ќе сака. се реформира. Па добро, дај Боже, тоа би И било нема- добро и за нема нас. ни да се Но рadi. не мислам дека ние сме биле руска губернија, тоа е. Знаете што ми пречи во последно време? Ако не гледате на работиве низ призмата на американците, вие сте проруски или не знам, прозападни или антидемократски определени. Не е така, работиве не е така, постојат многу култури на светот кои имаат сосема поинаков начин на функционирање на работиве. И јас не велам дека мојата определба не е прозападна. Апсолутно мислам дека е многу подобро да се живее во Америка или Западна Европа, него на не знам таму во Белорусија, Русија, тоа апсолутно. Во руските степи, например. Па, степите се имаат веројатно убавина бидејќи и таму живеат луѓе. Да. Сваќате? И таму живеат луѓе. И не можете целиот свет да го посматрате низ призмата на непријател надворешен, кој во овој момент е Путин или кинезите. Заврши времето на еднополарен поглед на светот, заврши дефинитивно за сите оние кои сериозно го посматраат тој процес. Америка не е веќе единствената и доминантна сила во светот, да можеби е се уште најмоćна, но многу брзо ќе биде изедначена во најмала рака со Кина, а богами ми се чини дека ни Русија, па дури ни новата Европа, за која, ако можеме според контурите на ова, мислам дека и таа ќе биде еден од клучните фактори во едните геостратешки игри околу светот. Добро, ми сигнализира дека заврши времето. Почитувани, ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија, а вие, почитувани гледачи, на вас ви благодарам што следевте уште една анализа и се разбира, останете со нашата програма.